Пратениците на опозицијата испратија серија на прашања до парламентарното мнозинство. Главни теми на денешната седница беа високото образование, инфраструктурните проекти, судството и увозот на храна од странство. Како една од забелешките на опозиционерите на оваа власт е тоа што според нив прво се носат закони, а потоа за истите се прават анализи, дали ќе бидат справедливи на терен. Вие велите ќе ги имаат сите надлежности општините, градоначалниците ќе одлучуваат сами, нема ние да им се мешаме, ама законот не кажува така. Сега зошто тогаш го менјате тој дел од законот, тој член? Зошто им велите ќе можете да исплаќате плати од сега на наставниците? Дали е изготвен и усвоен инфраструктурниот проект и основниот проект за изградба на магистралниот пат Тетово-Призрен, дали се реализирани елаборатите, студиите и потребните постапки, имајќи предвид дека предвидената траса поминува во територија на Националниот парк Шар. Власта пак само уверена во своите одговори дека работата на владините министри е на висина на задачата. Според нив се работело согласно претходно утврдени планови. Вашата влада, кога го планирала ова, не планирала фасада, не планирала партер, дополнително направила штета и сега треба да се гради подпорен зид за да не се срушат куќите. Сега се побарани од страна на Градежниот факултет податоци по однос на прекограничниот тунел, затоа што идејата е со прекограничен тунел да се спојат двете држави. Побарани се податоци и од Република Косово, имајќи предвид дека тунелот ќе почнува на наша територија, но ќе завршува на територија на Република Косово. Не изостана ниту прашањата за животниот стандард на граѓаните, за инфлацијата и за борбата на граѓаните со ценовните шокови. Власта возбати дека будно ги следи сите случувања на тоа поле и соодветно реагира. Какви се ефектите од владините реакции за подобрувањето на животот, си знаат лично само граѓаните.